Здраво и добре дојде во епизода број 10, јубилејна овој пат, Wellcast with Јосиф, поддржана од Феникс домовите за стари лица. Денеска гостин го имав Антонио Велковски, нутриционист по професија, кој што има многу инспиративна и интересна приказна, поврзана со нарушувања во исхрана, поконкретно булимија нервоза, и инспирирани од таа негова приказна и нарушување, позборувавме малку и за binge eating, и за анорексија нервоза и за булимија нервоза, па и допревме и други теми во исхраната, затоа што, знаете, тие се само една последица на сето она што ние сите денеска го гледаме, а тоа се премногу диетарење, односно одење во калориски дефицити огромни, луѓе потресени од исхрана, преплашени од исхрана, обседнати со исхрана, со суплементи и така натаму, цела онаа конфузија која што денеска ја доживуваме и ја консумираме и ја гледаме со исхраната, кое што подоцна често може да предизвикува и нарушување во исхраната, кои што се сериозни, а многу од нас не зборуваат и не споделуваат за тоа и напротив го кријат, така да ќе уживаш во следниот саат во многу интересни информации и разговори кои што ќе те поттикнат сигурно да размислуваш, па и да поставуваш прашања. И затоа, дали ќе бидеш на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube или социјалните мрежи, уживај и слободно дади ни фидбек или постави некое прашање. Антонио, добре дојде и фала ти што ја прифати поканата. Да, и што беше многу едноставено прифаќање на поканата и договарање, макар што нели траеше тоа нашето договарање, ти не беше тука, ја не бев тука, но на крајеве се издоговоривме и се најдовме. Да, фала ти. Не, јас сум човек што му сака нели да објаснува, да раскажува, така што ми дадат покана таква некоја, веднаш прифаќам. Супер. Антонио, ја знам нешто за тебе, но не знам колку публиката и сите оние кои што ќе налетаат на денешниот подкаст и содржина, знаат нешто за тебе. Така да ја би ти дал некоја минута да чисто се представиш, кој си, што правиш, како можеш да им помогнеш на луѓето со твојата секојдневна работа, каде да те најдат и некои такви детали кои што можеби на некој ќе му притребаат и ќе сака да ги знае како информација. Да, значи работам како нутриционист веќе некои 2 години. На Инстаграм, ако ме барате како ајде да јадеме, тоа ми е на некој начин заштитен бренд и се обидувам позади тоа и како некој контент креатор да бидам нели на Инстаграм, мака што комбинацијата да работиш како нутриционист и да создаваш контент за Инстаграм е малку сложена, ама некако сега за сега успевам, не знам до кога ќе трае. Обично со луѓе комуницирам или преку мојот вебсайт, значи ajdedajademe.com или на Инстаграм. Тоа ми се најчестите места. Сега и на TikTok често пати, меѓутоа таму веќе поретко комуникација с луѓе, таму најчесто објавувам видеа, па впечатоци од видеата немам толку комуникација конкретно за некои проблеми со исхраната. Значи работам со луѓе за различни теми што ги мачат врска со исхраната, кој има потреби, изработувам програми кои не само консултации, сите се онлайн, тоа ми е начинот на работа. Сега за сега добро функционира. Гледам дека на луѓето им се допаѓа што е онлайн, што не мора да бараат некоја локација. И не знам, според мене е доста исполнува кога ќе видам задоволни луѓе. И доста исполнува кога ќе видам дека некој се нашол чаре баш со ако ништо друго преку муабетот, преку советите што ќе му ги дадам, преку рецептите и така натаму. Супер. Ајде да јадеме е една фраза што можеби кај некои луѓе многу буни, затоа што нели не се уште хроничен е проблемот на популацијата на општеството со страв кон исхраната и со страв можеби кон одредени макронутриенти, нели, константно кружат трендови, не јади јаглехидрати, не јади масти, low fat, вакво да било животинско, растително, и е тотална конфузија и постои некое, особено кај луѓето кои што сакаат да губат килограми, нели, кај нив ајде да гладуваме повеќе неколи да јадеме, но е многу погрешна стратегија и денеска конкретно нели ќе зборуваме за
за некои состојби кои што многу ретко ги зборуваат луѓето кои што ги доживуваат, не баре нели тоа е срамота, а табу тема, напротив да. е сериозен проблем за кој што треба да се побара помош, и тоа се булимијата, анорексијата, binge eatingот, односно нели неконтролирано јадење и прејадување, и вакво Па и орторексија. Да, и се некако почнува од таа можеби ургентност дека ја морам да ослабнам побрзо и повеќе. И најчесто се посегнува по гладување. И јас знам дека ти имаш една приказна лична која што и се соочил со булимија, и сега чисто вака хронолошки едно прашање, и можеш тоа да го инкорпорираш и заедно со твојата приказка. Што е прво у тој еден процес достигнување до булимија? Дали е гладувањето прво, па потоа можеби нели па прејадување, па потреба да се повраќа па да стигнеш до анорексија? Како изгледа хронолошки можеби една таква голгота? Како изгледа вака? Значи прво потекнува целата работа од самиот карактер. Најчести случаи на луѓе кои што се склони на пред се на булимија нервоза, значи, се луѓе што или има некој степен на ниска самодоверба или перфекционисти. Луѓе што си поставуваат преголеми цели, често пати се разочаруваат и нели во рамките на тие цели си ги поставуваат и границите со исхраната. Прво почнуваат со тоа како љубопитно да почнам со поздрава исхрана и потоа оди тоа до други крајности. Тоа е главната причина, значи како карактерно, влијанието на околината. Нели гледаме денеска еден куп профили каде што се глорифицира слабо тело, преслабо тело, каде што се аплаудира на некој што издржал толку време со еден начин исхрана, со нејадење или не знам слично. Сето тоа не влијае кај секого исто, меѓутоа има луѓе кои што имат подлога да влијае на начин на тој човек да почне да применува нели диетарење, кое што полека преминува во екстремни граници, па дури и кон нејадење. Сваѓаш од каде името на мојот бренд, да го наречам, ајде да јадеме. Значи се оди кон нејадење, пак сега нели следиме и други тенденции на интермитентен пост, па постење нели долги периоди на нејадење, па на избегнување нискокалорична, не знам каква храна што дебеле, што здебелува, што не здебелува, што има јаглехидрати, и од тука почнуваат сите моабети. Да. Значи тоа се надградува едно на друго. Избегнувам таа храна затоа што премногу здебелува, ја избегнувам таа храна затоа што не знам, не е доволно клин, не е доволно чиста за да ја јадам, и постепено си забрануваме се повеќе и повеќе расте желбата да го прекршиме правилото, нели со исхраната. Кога ќе дојде веќе желбата да се прекрши правилото, тука почнуваат епизодите на прејадување, и веќе може да се премине од фаза на анорексија нервоза кон булимија нервоза, или директно само кон булимија нервоза, или комбинација од двете. А кај тебе што се случуваше? Па јас мислам дека ги поминав апсолутно сите можни фази. А од каде почна тоа? Кога? Одамна беше? Па одамна. Вака, знаеш што, искрено, никоја нарушување во исхраната комплетно не исчезнува. Посебно не булимија нервоза, значи не исчезнува комплетно, може да се појавува на епизоди, дури некогаш во некој начин како траги. Кај мене како почна целата работа, сега нема да спомнувам имиња воопшто. Сакам да кажам колку луѓе од медиумите може да влијаат врз некој што ги гледа дома, нели? И затоа и ние како нутриционисти треба баш да пазиме како се изразуваме, а многу често гледам дека нутриционистите се поттикнувачи на тоа диетарење, посебно на наша територија. Да, види, и у контекст на тоа, знаеш, и јас често, знаеш, коментирам и на тренери кои што, знаеш, пред се го ставаат своето тело, своите сикспек, своите, знаеш, својата работа,
што е многу, знаеш, супер е ти да бидеш ентузијастичен и страствен кон активен животен стил, ама сепак треба да има некоја умереност и објаснување дека и ова не значи дека и твоја цел, дека ова е многу работа, многу напор, не е откажување од храна, не е поради задоволување на туги цели, пошто јас сум свесен и ја многу сум работел со луѓе, знам што предизвикува на другата страна. И особено па знаеш ако е тоа пропратено и со коментари од дома, тоа е па мислам дека убиствена комбинација кај шоу си се поправил, ама ти многу јадеш, ама знаеш, малку стави рачна и така натаму и од партнер и тука веќе се комплицираат сериозно. Да, и си се поправил и си ослабел, може кај некого не знаеме каков ефект ќе остави. Прво тоа, второ, кога гледаме некој, например од вежбачи или не знам кој да е, не ја знаеме целосната приказна. Не знаеме баш дали тој вежбач за себе не ставил многу рестрикции, не знаеме дома дали не се прејадува. Значи, посебно ако е машко, па никогаш нема да признае. Значи, да не делиме нели сега на машки и на женски карактеристики, меѓутоа кај мажите посебно нарушувањата во исхраната многу е тешко да ги признаат. Тоа е нели друг момент. Да го продолжам муабетов мојот претходно, значи беше гледав баш некоја како реално шоу, како серија, наша докторка што ја снимала, нели? И не знам, наведуваше на веганска храна и не знам што, и се одлучив јас да преминам повеќе кон веганство. И си сведеше комплет добро. Претходно читав некои книги, затоа што баш сум по природа доста перфекционист. И тоа дури во крајни граници што баш и може да биде нервозно за другите. И преминав кон тоа да испробам со веганство, меѓутоа почнав кон некои екстремни варијанти на веганството. И тоа добро ми одеше, едно 3-4-5 месеци добро ми одеше, се дека не дојда роден ден и слично, па почнаа од сите страни пици со туна, со не знам што. И тука ми беше и првото прејадување, ама тоа беше баш онака прејадување и реков никогаш повеќе. Ама почна некако се почесто и почесто. Останам, нели, баш типични оние карактеристики, останам сам или барам начин да останам сам за да се прејадам со храна баш со ресани или со круасани или не знам што, тоа што сум си го скратил, што сметам дека е нездрава храна, нели. И после оде во граници на храна што и претходно не сум ја ни јадал, нели, не сум ми се ни воодушевувал, почна и кон тоа. На тоа ми се надоврза и нервози околу, почнав факултетот, значи го почнав некаде кога беше 2015, не знам кога. Да речеме на постари години пак се вратив на учење на факултет, што мене исто така стресот доста ми влие стимулативно за јадење. За јадење, да. И факултетот се надоврза на сето тоа, стресот, учење тешки предмети што претходно не сум ги ни сретнал, на анатомија, физиологија и така натаму. Сето тоа проследено со редовни епизоди на прејадување, ама до болка во желудник. Додуша само еднаш имав епизода на повраќање, не сум имал епизоди на повраќање. Меѓутоа за булимија нервоза не е карактеристично само повраќањето, затоа што има неколку подкатегории. Така што јас не дојдов до таа категорија, меѓутоа ги исполнував другите услови и мислам дека баш ги исполнував условите на наизменично појавување на анорексија и на анорексија нервоза, значи не анорексија нервоза и булимија. Така што ја добив баш она варијанта што е најчеста, мешано нарушување во исхраната. И како стана свесен дека пошто денеска нели зборуваш за тоа без да си свесен, што е супер. И е многу лесно човек дури да му се јавуваат епизоди да ги контролира, али како ти стана свесен и како се извлече? Знаеш, јас сум многу љубопитен. Значи, прво и основно луѓе со булимија нервоза ги знаат многу информации за исхраната. Значи, верувам, дури поише од што треба. Повеќе од што да. Дури ги знаат и проблемите кои им се. Меѓутоа, самото нарушување во исхраната им прави граница да не можат да ги протолкуваат вистински информациите. Јас следам многу профили на Инстаграм, повеќе ги следам затоа што сакам, јас сум нели од постарите генерации, па мене потешко ми оди со Инстаграм па да видам како работат другите, нели, да црпам идеи на некој начин, да крадам идеи.
забележувам кај многу луѓе, не можам да им препишам нели дека имаат некоја нарушување во исхрана, меѓутоа гледам дека ги исполнуваат карактеристиките. Многу се разбираат од храна, многу се разбираат од тоа која храна какви нутриенти има и се. И тоа е фактички и правец што е неповратен правец, односно кон бездна, како да кажем. Така и јас постојано испитував и многу работи не може да си ги признам на самиот себе си. И искрено, најискрено што ме извлече беше тргнувањето на факултет за нутриционизам. Искрено се враќав дома со главоболки. Затоа што ми се потврдуваа работи што сум ги читал претходно, дури и повеќе сум добил информации, ми се потврдуваа знаеш како кога во подсвеста знаеш нешто дека е исправно, ама нечеш да си го признаеш. И кога ќе ослушаш од некој друг ти изгледа навредливо. Така некако. И не знам, еден период веќе реков морам некако да прекинам. Не сум одел на психолог за советување, што можеби ми е грешка. Почнав да се обидувам сам да ги надминам тие ситуации. Почнав некако си реков, окей, ќе ја занемарам тежината, ќе се обидам колку сака нека накачам на килограми, ама веќе не можам со рестрикции во храната. И тука некако ми почна патот, јас не викам дека сум го изодил крајот и дека комплетно сум се излечил од таа булимија, затоа што јас затоа и кога комуницирам со клиенти, гледам да е многу внимателно, затоа што ако закачи некој нарушување во исхраната, многу тешко успева да после да се извлече од тој еден затворен круг. А добро, ама знаеш, и одење на психолог, нели, кажа дека можеби ми е грешка, ама повторно најверојатно знаеш, секој не би отишол, пошто тешко е да си го признаеш дека го имаш. Тоа е главна карактеристика. Можеби, дали друг некој од страна да речеме примети со што се соочуваш? Никој? Значи, ради што си машко па знаеме да прикриваме или види, тоа е генерално одлика на сите кои што се среќаваат со овој проблем? Сите што имаат булимија не може никој да ги примети. Освен ако некој не ги начека на прејадување, нели, ама од кај знаеш дека јас не јадам нешто вообичаено, нели? Освен ако да речеме некој забележи дека храната дома што е оставена јас немало. Што нема никој да оди по трагите, нели, не ни претпоставуваш, затоа што луѓе со булимија се главно со нормална телесна тежина. Без разлика што се склони на диети, на диетарење и на нејадење, надвор од епизодите на прејадување, главно и не јадат ништо. Например, еве како сум функционирал јас. После големо прејадување, утре дента сум трчал едно 20 километри. И не сум јадал до 3-4, например. Или пак ќе земам порестриктивно ќе јадам. Сум се навикнал да не јадам во многу ситуации, нели? Меѓутоа како остануваат со иста тежина? Затоа што се прејадуваат. Некои од луѓето со булимија повраќаат, меѓутоа со цел нели да исфрлат храната. Да нема калории. Меѓутоа истражувања покажуваат дека пола и повеќе од калориите остануваат, се апсорбираат. Така да луѓето со булимија многу е тешко да се откријат, додека сами не ја соочат грешката или не си признат. Посебно неки машки. А епизодите на прејадување колку често се случуваат? Зависи, значи кај секога може на периоди да бидат. Некогаш може да биде пречесто. Обично за да се констатира булимија нервоза треба некој да има барем еднаш неделно епизоди на прејадување, што и не е некое строго правило. Меѓутоа може некогаш да има периоди кога не се прејадуваш воопшто. И да бидат наизменични практично, а некогаш да биде и по 2 пати неделно, 3 пати неделно прејадување. Така да зависи какво расположение ќе те начека веројатно. Тоа е. А што се случува со метаболизмот? Кои се штетите кои што таму се оставаат еве од овие процеси? Прво и основно, значи со диетарењава, затоа што нели диетите секогаш се доста нискокалорични кај тие луѓе. Диетарење ти зборуваш, нели, екстремно дефицити на калории, така? Да. Значи правам муабет за ригорозна диета што ќе донесе некои калории од 1600, 1000. Јас на пример бев еден период на 1900 калории. Што беше за мене доста малку и многу ослабев тогаш. Па за некои луѓе тоа е дури и за 1900, да некои се со 1200, девојки под 1000
1000, знаеш, тоа Да, се екстремно. меѓутоа тоа моите 1900 се еквивалент на тие 1200, затоа Да. што јас и доста од секогаш сум бил физички активен. Така што веројатно сега нели никој не може да потврди колку додека не влезам во лабораториски услови колку трошам, меѓутоа веројатно сум трошал некаде до 3000, а јадев 1900 калории. Така што тоа ми беше некоја диетарењето, да, ми рече за Со кои метаболизмот недостатоци. што се Да, случува. да, кои недостатоци. Се явуваат доста недостатоци, прво од макро и микронутриенти, а од друга страна правиш шок на организмот со преголема храна, со доста масти, доста јаглехидрати, значи нешто што го отежнува варењето на организмот. Храната долго време останува во желудникот, се создаваат гасови, подуеност, нагони нели за повраќање, јас лесно не повраќам искрено. Значи едно измачување што може да доведе до доста нарушувања ако е пречесто, на пример, па дури и качување на холестероли и триглицериди, дури го гледам како наивна работа. Така што може да се дојде лесно и до диабет ако се продолжи долго време на тој начин. Комплетно успорување на метаболизмот од тие чести нејадење па јадења. Така има многу кај секого различно, меѓутоа има многу последици. Значи сериозни последици, да. Често луѓе ги поистоветуваат. Некојаш знаеш се прави паралела, дури еве и ти нели на подкастот со Симона ми искоментира дека често луѓето прават паралела на emotional eating, binge eating, може тука да се надода и анорексија и булимија и така натаму, но постојат големи дистинкции, особено тебе ти се многу познати затоа што и си бил човек кој што нели ги доживеал. Да. Така да која е ајде еве чисто и да им стане јасно и на луѓето кои што ќе го следат подкастов и епизодава, која е дистинкцијата помеѓу тие, па еве ја 4 термини ги спомнав у моментов. Па и дури има и под класификација и на булимија и на анорексија. Да, измешани карактеристики и така. Да. Главна карактеристика на пример на булимија нервоза, претходно позната како булимија, и тоа е од по-ново време е некако препознаена. Е тоа што значи претерано, реков веќе, диетарење, претерано обседнато со формата и со сопствениот изглед, и тоа се надокнадува со претерано вежбање, физичка активност, ама не во рамките на нормала, туку баш онака обсесивно вежбање, и главна карактеристика е што сите се со нормална телесна тежина, не се подхранети. Лицата што имаат булимија и нервоза. Извини, обсесивно вежбање мислиш на заборавање на сати у теретана или на трчање или пречесто, како секој ден одам на... И пречесто и предолго, дури во моменти кога не можам да вежбам, дури знам дека еден куп луѓе вежбаат на тој начин, меѓутоа ова е обсесија, значи денеска јадев, морам да вежбам. Во тој стил. Или не можат да одолеат на вежбање. Морам денеска денот да го поминам во вежбање, без разлика што ја се чувствувам уморно. Морам да вежбам секој ден, без пауза. Морам денеска да вежбам 3 сати затоа што вчера многу јадев. Баш обсесивно. Затоа што има и други луѓе нели што вежбаат секој ден или не знам, ама не им го попречува начинот на живот. Која е разликата меѓу луѓе други што јадат многу или се преадуваат и луѓе со нарушување во исхрана? Тоа што на луѓето што се со нарушување во исхрана им го попречува начинот на живот. Има значи физички, емотивни последици. Инаку сите се преадуваме, нели, некојаш не е вкусна храната, јадеме повеќе, не е нешто невообичаено во човековата природа. Анорексија нервоза е малку поразлична, поради тоа што тоа сакав да кажам, компензираат во булимија нервоза, се компензира, има неколку подкатегории, или се компензира потоа со повраќање после прејадувањата, затоа што нели после диета следува прејадување. После прејадувањата се компензира со прејадување или со користење лаксативи или диуретици или со премногу вежбање. Не мора да ги има сите карактеристики некој, може различни. Лаксативи и диуретици се најретка употреба, најчесто е вежбањето, потоа е повраќањето. Кај анорексија нервоза ретко е повраќањето, скоро и да нема. Меѓутоа се оди на доста нискокалорични диети, дури некаде до 800 калории, што не ги исполнува ни условите за базален метаболизам.
И исто обседнато со сопствената форма, со сопствениот изглед, ама страф од здебелување, што е, да не речам, дури и морбидно Да, плашење. ја кај сестра ми имавме една таква епизода, ова зборувам у средношколски денови. Значи, Од тогаш почнува ке кај што да. онака само краставица, лубеница, ништо друго од храна не се јадело и стварно, мислам, сериозно циклуси прекинување до коса опаѓање, до нездрав човек, да. сив човек, гледаш како закачалка буквално. Значи многу лошо, така да Типични она карактеристики дефинитивно ја имаше таа ситуација. Секогаш луѓето тој тип секогаш во гледало, нели, се гледаат дебели. Да. Мака што тоа е преценување, никогаш не се дебели, туку се напротив подхранети и доста се јавуваат и малнутриции, недостатоци на доста нутриенти, и макро и микронутриенти кај такви тип на луѓе, затоа што не внесуваат храна. Генерално 1200 калории ми се чини најголемиот број на калории што го внесуваат. Сега има и binge eating disorder, што не знам кај нас како би се превело. Тоа е веќе кај луѓе што не се загрижени за изгледот, ама имаат епизоди на прејадување, и потоа жалат што е така, или не знам, чувствуваат вина, тие најчесто и не држат диети и најчесто тие се веќе обезни. Тие се веќе една друга категорија. Да, најчесто и со сериозен вишок на килограми се таа група. А дали мислиш дека, знаеш, затоа што ако го земеме како нарушување, нели, во исхраната, дали мислиш дека подоцна од тоа нарушување си се надоврзува и тоа што дебелината самата по себе и тој, знаеш, и хормонално веќе си изместен и така натаму, дали и тоа се надодава на овој binge eating, па знаеш, ти секако веќе, нели, имаш нарушување, ама плюс и од хормони, инсулини, горе, доле и така натаму, ти зголемуваат дополнително да дури уште повеќе да се прејадуваш, можеби од тоа што и почетокот на binge eatingот изгледал у калориска вредност. Да, и недостаток на нутриенти, да. Например, еве кај анорексија нервоза, нели, најчесто по анорексија, сега не сакам да ме свати некој погрешно, меѓутоа луѓе што применуваат вегански и вегетаријански исхрана се доста склони на анорексија нервоза. Доста често избегнуваат, нели, тренд е да се избегнуваат, не знам, јаглехидрати, спомнај ти претходно, или масти. Кога се избегнуваат масти, се избегнуваат и есенцијалните масти, пред се омега-3. Нели, ако одиме кон веганска исхрана, нема ни риба. А омега-3 доста влијаат и на недостатокот, влијае на депресивно чувство. Депресијата поттикнува бинч, значи прејадување. Прејадувањето поттикнува депресија и тоа е еден затворен круг. Значи не е само диетата, туку и недостатокот на нутриенти во организмот. И сега најчеста е комбинацијата. Има и атипични нарушувања на исхрана, односно кај луѓе што не исполнуваат никој од овие услови комплетно. Например, повремено се прејадуваат, имаат ниска килажа, ама не се анорексични, не се прејадуваат толку често, ама не се ни булимични. Значи има некоја комбинација и ми се чини дека тој тип на луѓе се најчести во тие мешани, нели, нарушувања во исхраната. Уште има и, не знам, нарушување со ноќно јадење, што се смета кај нас малку повеќе како вообичаено. И орторексија, што не е ни препозната како нарушување во исхрана, а тоа е претерано обседнато со здрава храна, што исто така може да доведе до прејадување. Една комбинација. Мислам дека комбинациите на човек не мора да значи дека ако сега бил со анорексија, дека нема после да развие булимија нервоза. Така да, кога зборуваме за нарушување во исхраната, обично зборуваме за општи карактеристики, затоа што мислам дека ни самите лекари и психолози не можат баш да направат некоја строга граница. Јасно. Спомна вегетаријанци и вегани. Ти ја прекина таа епизода со веганството? Да. Да. Затоа што сметаш дека не е здраво или затоа што сметаш дека на тебе ти влие лошо и те води можеби кон овие нарушувања со исхрана. Второто. Затоа што, знаеш, за веганството има доста, мислам доста. За по мене и од она што, нели, од изворите научники што јас си следам и си консумирам информации, е апсолутно здрав начин на исхрана и добар начин на исхрана. Ако човек научи како да си обезбедува, нели, макро и микронутриенти во доволен број. Од друга страна не значи дека е нездраво ако не си веган. Така.
Што знаеш, и у моментов мислам дека има такви две екстремни лобија кои што нели веганите кои што зборуваат дека ако не си веган е катастрофално. Да, и ме сојадив. И обратно. Али еве чисто ме интересираше твојот став околу тоа затоа што и си искусил веганство. Што е онаеве што би му препорачал на човек кој што ќе се пушти во тие води? Затоа што некогаш луѓето се пуштаат, па и ја лично, и јас имам направено епизода од 6 месеци со веганство и тоа преку ноќ. Као до денеска јадам и месо, и јајца, и риба, и млечни продукти, и се, и као, ајде од утре, пошто сум по природа, знаеш, ме интересираат овие теми, воедно и сакам и да пробам и на себе, да видам како ќе изгледа у пракса, за уиднина кој ќе ме праша некој да знам каде може да се клизне, и што е проблемот, и се пуштев и у веганство, преку ноќ, и тоа беше моја огромна грешка, затоа што тешко е преку ноќ да се откажеш од голем дел од животинската исхрана и да у исто време си успешен во балансирање на исхраната, затоа што тие се губиш, знаеш, чекај сега не смеев овај, па како да го заменам, а често јадам надвор, многу јадев оризи, компири, граф, као надвор многу нема избор, знаеш, дека не научиш, и јас се поправив. 4 кила и после некое време прекинав. Со тоа што знаеш, и мојот став не е дека веганството е проблематично или не го бива, напротив, и ја знам кај ми се моите грешки, али еве ме интересира и твојот став и кои се насоки ако човек сака да преминува и дали треба да преминува, затоа што знаеш денеска има пропаганда и промоција на веганството и многу луѓе сметаат дека нели окей, ја изгледа треба да преминем кон веганство. Знаеш што, јас сум секогаш за, тоа стои на мојот вебсайт, значи јас сум секогаш за најголем дел растителна исхрана. Сум за тоа, пропагирам и кога со луѓе се работувам. Што значи најголем дел? Еве од калориите, колку по тебе, колкав процент од калориските потреби треба да отпаѓаат на растителна? Па не знам, еве, кога би пресметувал, значи некој 60%, еве да речеме 70%, зависи кој колку може. Да, и ја имам некоја слична филозофија на 60% растителна исхрана. Сметам дека е сосема доволно. Веганската исхрана со научни докази е докажано дека е добра, нели? Точно. И тоа за сите возрасти. Колку и ние да мислиме сега, не знам, мене ми се спротестуваа нешто на Инстаграм за деца не била препорачлива. Ако добро се испланира, за секој е препорачлива. Ако детето прифаќа таква храна. Меѓутоа тоа е друг муабет веќе. Мене ми беше доволно тригер ограниченоста во храната. Или можеби ми беше тригер тоа што, пак и речам, сум перфекционист по природа, па премногу се ограничував и во еден момент навистина сватив дека веќе не можам да јадам една иста храна и тоа што викаш премногу ориз, премногу компир. Јас денеска на пример веќе не обожавам ориз и компир. Што претходно ми биле умилени. Мислам не дека нема да ги јадам, ке мене се поминува, нема храна што не ја јадам, ама ми досадиле веќе. Не можев дури еден период и комплетно ги избегнував. Така да мене тригер ми беше ограниченост. Сепак веганската и вегетаријанската исхрана се доста рестриктивни. Кој може, секој може некои диети обични да држи без никакви последици. Се е до карактерот на човекот. Така што ако некој може без никакви последици, без обседнатост со храната да ги држи тие типови на исхрана и како што рече ти да може да си ги снабди сите макро и микронутриенти, тогаш е сосема во ред. Меѓутоа, ако во еден момент се види дека се забележи дека се јавува една обседнатост со тоа што ми недостасува, сакам да го имам, тогаш нема поента. Точно. На крај краишта и главниот адут на веганите нели е дека наводно за околината, нели, од еколошки причини. Ако размислиме, многу растителни производи ги јадеме што се увозни. При увозот на растенијата, што ги нема кај нас, авокада, банани и слично, исто така се загадува околината. Така што не можеме да направиме дистинкција дали јас повеќе придонесувам или како веган или некој што е месојад повеќе придонесува за да се загадува средината, нели, како адут, зошто нели преминуваме како вегани. Да. Сега друг муабет е многу длабока тема и нема правилно нема поента да се дискутира. Единствено еве да речеме заштита на животните, меѓутоа сите да се потрудиме со малку повеќе растителна храна до таму докај што можеме. Ако веќе ни станува тригер за
некакви нарушувања што ќе ни остави понатаму големи последици, тогаш нема поента. Да, и за став ај налет више не можам и тоа ако Да, те да. донесе до таму нема Јас поент. истиот мобил го правам ме прашуваат нонстоп за интермитентен пост. За повремен пост, тој оној од 16 Да. часа гладување, 8 часа јадење. Дали е добар? И сега не можам јас да кажам додека не те запознавам. Да. Затоа што ако ти доаѓа природно да не јадеш 16 часа, тоа е окей. Нели, супер. Меѓутоа, ако ти гледаш на саат и после тоа зимаш се прејадуваш и тоа тебе ти е поттик за да земеш да изедеш огромна количина на храна, Да испереш гревови. да, или да чекаш од 2 готово еве сега ми е времето за јадење, тоа што нема поента. Која е поентата на тој интермитентен пост? Така што јас така лефтерно не ги препорачувам, или скокнете оброк. Скокнете оброк за да ослабете. Па јас откажам дека нема да му делува на тој човек, кога ќе му препорачам така дека нема да му делува следниот оброк да се испрејаде и ако тоа му го кажам да го применува секојдневно дека нема да го доведам до булимија. Тоа се последиците реално. Додека не го познавам човекот, не можам туку такви лефтерни нели муабети да кажам. Да, па и затоа е таа пандемија на дебелина, знаеш, и некогаш и самите промотори на здрав начин на исхрана, кој што спомна и на почеток, нутриционисти, тренери и така натаму, несвесно Тоа ми е. ги поттикнуваат тие работи, затоа што, знаеш, ако ги гледаме луѓето, ти често сигурно се среќаваш со луѓе кои што веќе на 5 столици седеле пред да дојдат кај тебе. Така, 5 диети пробале, Многу веќе има се така. изфрустрирани, измачени, у ништо не веруваат, почињаат со филозофијата на можеби влегле веќе во некое нарушување или имаат филозофија дека не знам, изгледа ја така сум предодредена, генетиката ми е, џабе се трудам, ќе си бидам вака Немам и така. доволно волја. Да, и се јавуваат такви проблеми, али дефинитивно еве, знаеш, колку повеќе се зборува за тоа е подобро. Али еве, пошто почнавме со веганството, кој е твојот, дали човек треба да можеби постепено влегува во нов начин на живот, а не преку ноќ сечам со нож и почињам. Еве, Без разлика, не мора да биде веганство. Зашто и да е? Зашто и да е? Прво, јас би рекол да се информира секој што сака да направи некаква промена на исхраната. Значи, да видиме тоа што ќе го исфрли, како ќе го замени, или тоа што ќе го додаде како би му делувало, да се информира добро. Нели не мора секој да земе да чита сега студии, има нутриционисти што го работат тоа или не знам, на некој начин да се информира, да не се впушти. Еве што се прави со постите кај нас. Нели еве сега помина великденските пости. Верските, да, Добро. верските пости, великденските. До денес се јаде, не знам, месо свинско, секако, од утре сум на пост. Па ми се врти памет или не знам што. Не може тоа така со храната, треба постепено. Или постот се држал 7 недели, па сега дошол Великден, па јадеме јагнешко, свинско, пиеме алкохол, не знам што, а 7 недели сме го оставиле организмот на постна храна. Тоа се големи екстреми што може да придонесат, пак ќе речам, покачувањата на холестероли и триглицериди и слично, се само мали последици што може да доведат до се до тоа. Може во моментот да се случат несакани последици. Така што секој премин кон некаква исхрана или по консултација со стручно лице да биде, или претходно со добро информирање и постепено. Антонио, супер, вакво, мислам, баш ми е драго што ги отворивме овие теми и тоа значи, по ова што ми го зборуваш ти, дека практично твојата работа со луѓе не е шаблонска, темплейт. Еве мојата диета. Бам, од сабајле ова, од сабајле тоа, туку мора да седнеш и да разговараш со човек, па дури и да му го наситиш карактерот, така, и биоритамот дневен, како станување, легнување, како да се обврските, пошто ако му речеш ти на некој слушај, ти ќе имаш оброк, нели, пост, интермитент пост прави и у еден треба да ти биде оброкот, а него денот му е со станоци преку глава, што треба со кутивчето да јаде. Да. И најчесто ти се обраќаат луѓе со покачена килажа или луѓе со можеби метаболни проблеми, нарушувања или со здравствени проблеми. Која е групата која што најчесто ти се обраќа? Јас Ако искрено постои не се декларирам како нутриционист за слабење и веројатно и затоа и не ни привлекувам нешто многу такви луѓе, најчесто со здравствени проблеми. Најчесто со здравствени проблеми, многу често со дигестивни проблеми. Па и тоа е една пандемија денеска.
Кој што луѓето, знаеш, некако затоа што се навикнати да си живеат со тоа, секојдневно сум подуен, секојдневно имам киселини, секојдневно као на 3 дена одам у тоалет и живеам со тоа и некако дури не ни се свесни дека е сериозен проблем. Да, најчесто ми се тие случаи. Исто така доста со хиперинсулинемија сега ми се чини и баш читав книга една, вика ако случајно одберете 10 луѓе, тројца сигурно ќе бидат со покачен инсулин или со преддиабет или така што не е реткост да се најдат. Во секој случај доаѓаат доста често луѓе што имаат некакви здравствени проблеми. И јас со сите сум доста внимателен баш од овој аспект, нели? И кај оние што се посложени случаи, затоа што некако не можам толку на посложените случаи треба човек да им се посвети. На некои што се навистина екстра сложени случаи, како на пример со кронова болест или со улцерозен колитис и слично, на тие повеќе им давам совети и обично ги правам тие совети бесплатно. Не изработувам програми за толку комплицирани случаи, чисто затоа што треба да се следат, а не би сакал да ветам нешто што не можам да го исполнам. Да, што е тешко да се контролира. Тешко е да се контролира затоа што сепак имам доста и клиенти и други обврски, нели, одржувам и профил и страница и семејство и така натаму и не се чувствувам подготвен да следам некого до толку. Меѓутоа за совети сум секогаш отворен. Посебно кај тие што се покомплицирани случаи, баш би сакал и тие се всушност најблагодарни на крај кога ќе видиш. Да. А што е, пошто спомнаеве дека најчесто си се обраќаат со проблеми, има ли дали препорачуваш суплементи консумирање? Често ова прашање го поставам еве со гости кои што можеби имаат некаков допир со исхраната како нутриционисти или тренери, затоа што у пандемијава се деси тотална хистерија со користење на суплементи, на сваштарија, па и дури на антибиотици луѓе си користеа на своја рака, али добро, тоа е веќе друг разговор. Мене ме интересира кој е твојот став на користење на суплементи и кога ти препорачуваш користење на одредени суплементи. Како тоа го диагностицираш, да кажем? Суплементите се доста осетлива тема и треба да се внимава кој каква состојба има, на пример, не може на некого може да му се со лекарствата што ги прима, може да му се спротивставуваат, така што не може така лефтерно да препорачаме. Од суплементи најчесто на што им посочувам на луѓе се витамин D и омега 3. Затоа што најчесто омега 3 недостасува во нашата исхрана општо, затоа што поднебје? Како поднебје, да. Општо, значи, или риба не се конзумира, или не се конзумираат овие растителни извори, што и не се баш многу, не можеме баш многу да се подпреме на растителните извори на омега 3. На јатки, да, на јатки, на семки, затоа што содржат друг вид на омега 3 масна киселина, алфа-линоленска, која што потешко во организмот преминува во ЕПА и ДХ. До 8% ако се моите. До некои 10%. Како и да е. Таа може да биде дополнение на вкупната исхрана, не може да биде основен извор. Меѓутоа, кај здрави луѓе лесно може омега 3 да се надополнати со јадење 2 пати неделно мрсна риба, на пример лосос. Сега, ако има проблем некој со хипертензија или да речеме некои други слични проблеми, тогаш веќе одиме со нешто повисоко или некој воспалителен процес со повисоки проценти на омега 3 и тогаш им препорачувам суплементи затоа што не може да се достигне, не може човек секој ден да јаде риба. Нели, затоа што потребни се на тие луѓе некаде и по 1000 и по 2000 милиграми омега 3, што е тешко да се достигне само со храна, освен ако некој баш не обожава риба, па секој ден само тоа да јаде. Што не е изводливо. Што ќе му досади. Да, не е изводливо. Прво ние не сме подрачје каде што имаме море, па да е толку и ефтина морската храна сепак, нели. И суплементите се најдобро решение. Со подуе, со дигестивни проблеми, сега тоа е многу широк поим, ама мислам дека подуеност и киселини се најсраќавани или грешам? Тука нека си, да, од различни причини се, меѓутоа да, најчести се. Таму суплементација некоја препорачуваш? Зависи, затоа што зависи кој дел од дигестивниот тракт нели е зафатен, да речам. Обично предлагам да се испита B12, ниво на B12, затоа што тоа може да биде проблем и исто така апсорбцијата на железо, ако е зафатено тенкото црево, може апсорбцијата на железо да е намалена. Меѓутоа само откога ќе видам анализи конкретни, тогаш би одредил дали треба да прима некои суплементи или не и сепак би препорачал во консултација со лекар
додека пак оние што се другите како калциум, како што луѓе си ги пијат често пати нели како бомбони или цинк или не знам што, искрено јас не ги препорачувам. Калциум единствено да видам на анализа дека е намалено нивото, тогаш би го препорачал, до сега не ми се случило да препорачам на некого. Единствено може пребиотици да препорачам на некого, затоа што посебно тие што се со хипертензија, им препорачувам, или тие што имаат повеќе дигестивни проблеми, зависи какви, да не генерализирам за сите, така што зависи од човек до човек. Јас сум за уствари индивидуализирано треба да биде. Како Не треба да биде тие како од сабајле пијам витамин С, Б комплекси и цинк и магнезиум и свашта, затоа што зошто не е потребен витамин С ако јас јадам многу зеленчук и овошје? Која е причината? Која ќе ми кажат пијат огромни дози на витамин С. Која е причината да пијам толку витамин С? Има потреба. Ако јас доволно внесувам овошје, зеленчук, немам потреба од тоа. Освен ако нели да речеме има случај на намалено железо, нели, на анемија, па да мора некако мора да се пијат суплементи, па да ги придружиме со суплемент витамин С, макар што и тогаш нешто многу долго не го препорачувам, не би го препорачал, повеќе со храна би одел. Меѓутоа во други случаи зошто е толку потребно витамин С да се пие? Нема потреба, ако храната е окей. А што значи доволно овошје зеленчук? Еве, чисто као у порции или у парчиња, као што би значело од прилика? Зеленчук вака, значи прво како почувам со луѓе, најчесто зависи колку се подготвени, гледам да имаат барем во еден оброк свежа салата. Не инсистирам, зависи, ако има некои дигестивни проблеми не мора да е свежа, може да е издинстан зеленчукот, ако може да го поднесе. Нели? 1 до 2 оброци да бидат, да речеме, со зеленчук. Да се вметне и по некоја овошка, да речеме 2 овошки, 3 овошки, зависи од калорискиот днес. Сега не можам да кажам вака на памет. Доста пропратено тоа со житарки, со мешонки, пак ќе речам, колку дозволува самата состојба, здравствена состојба на клиентот. Да, чисто ова, знаеш, прашање поише ми беше не за сега да им дадеш препорака на луѓе во како треба, туку у смисла, затоа што многу често нели слушаме треба да се јаде овошје и зеленчук, треба доволно да се јаде, и тоа доволно некогаш има луѓе кои што повторно го врзуваат у крпче и јаде, као разбираш, ке изеде кило овошје денеска, или ќе изеде 6-7 парчиња на овошје, или ќе направи смути горд, дури дека направил смути, у смутито нели набутал секакви овошја, брусници, чуда. А може има проблеми со покачен инсулин. Да, и прави бомба у телото. Да, или така да, чисто ради тоа. Да, или некој на пример има не знам, дигестивни проблеми од типот на иретабилно дебело црево, па ќе направи огромна салата, па после има проблеми. Не можеме туку така да одредиме сега колку, меѓутоа, еве, за здрав организам, за здрав човек кој што сака да воведе малку повеќе поздрава храна, макар што јас го мразам тој термин, да речеме понутритивно богат или повеќе зеленчук, да се почне со еден оброк со свежа салата, што ќе биде или придружуван со свежа салата или со обарен зеленчук, зависи како може да го поднесе. Еве, тоа да би било добро за почеток и да речеме неколку овошки, 2 овошки на ден, како за старт. Па зеленчукот после може да се зголеми колку што може да се толерира понатаму. Кај секого индивидуално. Не можам да дадам општи препораки, затоа што луѓе знаат да речат, го слушав тој нутриционист каже на телевизија, сега тоа го правам, ама не можеме, додека не се запознаеме, јас не можам да, или некој кога ќе ми пише на порака, вака ми е, така ми е, и сега, јас не те познавам за да ти дадам точни препораки. После ќе биде лошо протолкувано, ми каже нутриционистот, ама мене не ми функционира. Додека јас не се видам со некого точно да направиме муабет, не би можел конкретни препораки да дадам. Да, супер. Мислам и за поздрав тие пристапот, затоа што, знаеш, поразлично ако дадеш совет, најверојатно поише ќе одмогнеш него ли што ќе помогнеш. Ај вака, ако постои, нели, да доста зборуваме за луѓе со покачена килажа или со проблеми, човек кој што е без проблем. Така, и најчесто луѓето сме без проблеми до одредена возраст, кај што акумулираме, нели, многу години на погрешни навики и животен стил, па почињаат полека да се палат цијеличките и алармите. Али во одреден дел сме здрави и како колку оброци од прилика треба да има една личност која што, за да се одржува во добро здравје, добра состојба и изглед,
како би требало да изгледа? Дали постои според тебе правило на 2 или 3 оброци е правилно или 5 оброци е правилно? Кое е твоето правило? И што значи кога се движи во повозрастни години, зборуваме 55, 60, што тогаш треба да препорачуваш да се смени, односно да се додаде во исхраната? Па дури и како суплементација, бидејќи сме свесни дека, нели, со возраста и опаѓа и моките на телото да абсорбира одредени нутриенти. Значи бројна... Зборуваме за да не, нели, повторно за здрав човек, за да не се, да се одржи во добра кондиција. Да не дојде до дефицити. Прво и основно јас не ги почитувам тие дефиниции на 2, 3, 5 оброци, туку на калориски внес и на доволно макро и микронутриенти во текот на денот. Например, зошто тоа го кажувам? Најчесто програмите ги правам со 3 оброци и со по една или две ужини, зависи за кого како. Меѓутоа, јас никош не викам на луѓе, морате вие да го јадете по овој редослед или морате да го изедете одма некој оброк, затоа што има луѓе, јас на пример од моите диетарења имам проблем со некој тип на гастритис. Јас не можам да поднесам голема количина на храна. Одеднаш. Мојот појадок е поделен на 3 дела. И сега некако ми рече, ти мораш да имаш само 3 оброци, јас кога одам во хотел, кога има одредено мени, едноставно не можам да се најадам. Зошто? Затоа што доаѓам на појадок, јас не можам да поднесам голема количина на храна, по 1 сат јас сум веќе гладен. Знам нели што ми е проблемот. Така што не можам кај никого да кажам потребни се 3 оброци и готово, ти треба толку да јадеш. Меѓутоа, главното правило ми е да има бар структурирани, да речеме некои 3 оброци и една ужина или две, зависи кој какви има калориски потреби во текот на денот, сите да се добро структурирани со протеини, јаглехидрати, односно сложени јаглехидрати и масти, да бидат добро структурирани, значи нутритивно богати, сега нормално стапки се можни. Имаше една студија баш пред една година, кога излезе дека фактички метаболизмот не ни се успорува до некои 60 на години, освен жените кога веќе влегуваат во менопауза, тоа што значи би дошло нешто порано. Не ни се успорува метаболизмот, туку ние почнуваме малку помалку да се движиме. Посебно нели ке мажите опаѓа нивото на тестостерон, веќе немаме толку енергија да се вклучуваме во физички активности како да речеме на 20 години, кога баш тоа ни е водич, па трчаме на тренинзи, трчаме во мало, сега не на 20, ама на 18 сигурно така. На 20 веќе луѓе се со работни обврски, ама пак уште ги држи нивото на тестостерон, за разлика од тие што се како мене над 40 години. Сакам да кажам, значи до некоја возраст метаболизмот не се успорува, туку ние се забавуваме со движењето. Истото треба и калорискиот внес да се намали. Сега, како се оди кон постари години, треба многу да се внимава на протеини, затоа што ризикуваме веќе од саркопенија, односно паѓање на мускулната маса. Кога ја упорно тоа го повторувам, мускулна маса не мислам само за вежбачи, не им е потребна само на вежбачите, туку им е потребна на сите. Значи доволен внес на протеини. Протеините не одат во градба само на мускулите, одат и во градба на внатрешните органи, и на хормони и така натаму. Имаше еднаш коментирав, трчам од една на друга тема. Имаше на некој оброк, не знам, некоја девојка што ја следам на Инстаграм, викам, немаш доволно протеини. Чисто го искоментирав. И ми вика, па јас не сум вежбаш за да имам протеини. И си викам, кога некој не ме прашал, зашто одговарам, нели? Да се објаснувам. Протеините не се само за вежбачи, протеините се за сите. И потребни ни се во доволен процент. Како се оди кон постара возраст, треба да се внимава значи на внесот на протеини за да не дојде до опаѓање на тоа мускулно ткиво кое што опаѓа, секако опаѓа, меѓутоа да не дојде премногу и нели пропратено се до тоа со физичка активност. Постарите лица би требало да внимаваат малку повеќе на посебно жените кои што веќе нели нивото на естроген опаѓа со влегувањето во менопауза, да внимаваат на калциум, да внимаваат сите општо и мажи и жени на B12, затоа што апсорбцијата на B12 веќе не е толку голема. Почнува фактички B12 го примаме ние заедно врзан за протеините во храната. Така што на организмот му треба на желудникот со пепсинот и желудична киселина да го разложи, па потоа да го пренесе со посебен протеин до тенкото црево и така натаму, така што долг е патот, што процес кој што се намалува кај постарите, посебно ако имаат и дигестивни проблеми, а имаат најчесто. Дали поради примање лекарства, дали веќе некои имаат и диабет, па се отежнало варењето во желудникот, па дошле до некој степен на гастропереза или како и да е.
Така што значи B12 е следно што треба да внимаваат и трето што би требало да внимаваат е витаминот D. Затоа што прво постарите лица многу не излегуваат надвор, а второ веќе кожата толку него да абсорбира и конвертира витаминот D од сончевите зраци. Така што тоа се нели, а помалку витамин D, помала абсорбција на калциум и тоа е еден врзан круг. Омега 3 би ставил тука? Би ставил, да. Кај постарите би реагирал со некои дози на омега 3, ама омега 3 кои што имаат поголем процент на ДХ, затоа што таа повеќе да влијае врз работата на мозокот, да се избегне некој тип на деменција, затоа што нели деменцијата сепак е еден од процесите што се својствени за старењето. Значи за помладите би одел со повеќе ЕПА, поголема количина ДХ за постарите. Јасно. Антонио, и ќе те уште едно чисто како прашање ќе имам на темата која што и започнавме денеска, тоа беа нарушувањата. Што кога човек, не зборуваме за булимија нервоза или анорексија нервоза, зборуваме за binge eating disorder, односно, нели, нагоните за прејадување како нарушување, од каде човек да почне со регулирање на како да си помогне. Без да можеби ако не е упрашање психолог, пошто е тежок е патот доека одлучиш да отидеш на психолог. Да, тежок е патот, меѓутоа третманот со психолог и соработка со нутриционист, мислам дека е, не го кажам ова затоа што сакам да се направам реклама, туку кажувам дека е полесен да се изоди. Затоа што, например, кај анорексија, мора прво да се врати телесната тежина во форма. Сега, кога се враќа телесната тежина, например, при анорексија, кога ќе се внесе поголема храна од колку претходно што се внесувала, затоа што рековме дека тие со анорексија одат и со 800 калории на ден, се јавува задршка на вода. И при поголем внес на храна кај луѓе што имаат анорексија нервоза, пред се појавува задршка на вода и изголемување на абдоменот, значи поголем стомак. Веднаш ќе се обесхрабрат. Сега, добро информиран нутриционист ќе им каже дека тоа е нормална работа на почеток и дека тежината ќе се распореди низ организмот. Меѓутоа, кај нив делува доста обесхрабрувачки. Второ, кога се внесува храна, затоа што организмот бил истоштен од многу нутриенти, почнува клетките ги користат сите тие нутриенти, пред се електролитите. Односно серумското ниво на доста минерали опаѓа, што може да биде кај некој доста сериозно. Како би се постапило? Прво да се почне со суплементација на одредени минерали, потоа да се почне со постепено хранење, значи луѓе со анорексија, например, забораваат дека треба да јадат, навикнати се да не јадат. Значи со јадење, ама механичко јадење да се почне. Значи со потсетување на 2 часа. Значи баш да се стави аларм. Тоа не знам дали некој би можел самостојно да го направи. Затоа го кажувам дека треба соработка со нутриционист. Значи механичко хранење додека тој човек да почне да чувствува глад, да почне да му функционира организмот правилно. Кај булимија нервоза, например, првично да видиме кои се тригерите за прејадување, за бинч, зошто доаѓа до тоа, нели? Второ, да се запознаеме кои се последиците од тие циклуси на прејадување и држење диети. Понатаму, не знам, да се разговара за тоа како функционираат малнутриција, нели, недохранетост како влијаат. И во едни различни фази, например, не можем сега човек прв пат дошол со булимија, сега зимам му кажувам колку е лоша диетата, ќе ми рече готов, мене не ми гајле ти што кажуваш. Треба во едни одредени фази тоа да се спроведе. Така да пак ќе речам, не знам колку луѓе би можеле сами да си помогнат, ама можеби со добра информираност и со искреност кон себе си, затоа што често пати не сме искрени кон себе си, треба да го најдеме проблемот каде е, да видиме кој е основата на проблемот, дали е недоволна самодоверба, дали е нешто друго, дали е некој кои ни се тригерите да си ги најдеме. Можеби ако ги најдеме тие тригери, ако добро навлеземе во себе си и почнеме да се навикнуваме да го имаме вистинското чувство на глад и на ситост, да видиме, па јас сега не сум гладен зашто морам да јадам. Или таа храна не ми е забранета мене. Зошто мене ми се чудат зошто ќе речам дека е дозволено и чоколадо. Зошто е дозволено и чипс? Дозволено е. Затоа што јас кога знам дека таа храна не ми е забранета, не ја ни посакувам.
кога ќе ме прашаат, јас не губам контрола пред нутела. Добро, ја јадеа секој ден. Додека не ти досади. Чисто да на мозокот да му кажеш дека ја имаш на располагање. Сакам чоколада. Добро, често пати им викам, во ташната стави се чоколада и носи го секој ден. Ќе видиш дека еден ден ќе го заборавиш. Значи тоа се некои мали техники како би можеле самостојно да си помогнат луѓе, нели? Сега кога ќе успее пак ќе речам не знам. Па најверојатно не. Пошто, знаеш, затоа ми беше прашањето, пошто не е срамота да ти помогне некој, не е срамота да побараш помош. Напротив е многу полесно и поедноставно. Да, меѓутоа ние сме многу конзервативна средина, посебно еве кај машкиот свет. Јас знам дека и анорексија, и булимија нервоза, и разни начини на прејадување се доста карактеристични за мажите. Меѓутоа никој нема храброст, кај нас е прифатливо маж да се прејадува. Така што мислам дека од тука потекнуваат сите проблеми. Меѓутоа, ако сам си кажам на себе си дека имам проблем и се потрудам да си го најдам каде е коренот на проблемот, а најчесто не е храната, нешто друго е во позадина, тогаш мислам дека човек би можел да си помогне во голем степен. Останатото нека остане на професионалци. Да. Антонио, фала ти, ја не знам кога помина времево, летна, ама мислам дека па не и добри теми се и добро ги сам и убав муабет си направивме и баш сигурно ќе имаме прилика уште еднаш да најмалку да се дружиме и да си разговараме, пошто има доста што да кажеш. Така да фала ти што еве уште еднаш ја прифати поканата и што ја збогати епизодава и подкастов и сум убеден дека ќе се дружиме пак. Се гледам.